Поголемиот бран и неколкогодишното затишје, мигрантите повторно почнаа да вршат притисок врз границите од земјите на Балканот. Тоа го прават на разни начини и низ повеќе рути. Една од нив е и она низ Македонија. Транзитниот центар Табановце, за разлика од пред неколку години, деновиве е скоро празен. Екипата на Радио Слободна Европа, која деновиве беше таму, забележала околу 20 на мигранти. Одговорните во кампот велат дека тие се задржуваат кратко време и оти бараат начини како да продолжат понатаму. Според нив, повеќе мигранти имало надвор од центарот. Балканската рута за мигрантите неколку години е затворена, но илегалните патишта не се. Тие наоѓаат начини како нелегално да ги преминат границите, а за тоа говори и нивното присуство во прифатниот камп Табановце. Сликата не е иста како во 2016 година, кога мигрантската криза беше во својот ек. Сега во Табановце има 22 мигранти. Најголем дел од нив се од Авганистан и Пакистан. Повеќе мина ептен кратко се задржуваат, што значи дека влегуваат тука, зимат храна и облека, све што му треба и барат чаре за да продолжат пак нагоре. А има и од тие кои се задржуваат повеќе време поради некои причини. Тоа може да биде здравствена причина или нешто друго, или немаат средства за да можат да продолжат нагоре. Но повеќе мина ептен кратко се задржуваат, ептен кратко неколку дена. Мигрантите и натаму бегаат од тешкиот живот во нивните земји и тргнуваат на пат на неизвестност со надеж дека ќе стигнат до нивната дестинација, но за разлика од минатото, сега не сакаат пред камера да ја споделат својата приказна. Афганистан мушкил дашта. Намеше да Афганистан зиндагӣ карда. До Туркия буд. Не, кар мек. Аз Туркия инҷо омадам, сахт шуд Туркия депорт мекард пас Афганистан. Мушкил даштам Афганистан, намехастам ке барам Афганистан омадам. Во прифатниот камп е една недела и сака да оди за Франција, бидејќи веќе има пријатели таму. До Скопје од Едрене стигнал пешки, бидејќи криумчар му земал 2500 евра за да му го олесни движењето, но не го исполнил ветувањето. Реално нашите информации кажуваат дека има голем број на мигранти кои се движат надвор од кампот, кои пробат да најдат начин да продолжат нагоре кон Република Србија, но има и дел од тие кои се враќаат од Република Србија кои идат на кај Република Грција. Бројките говорат и дека се зголемуваат случаите на криумчарење мигранти. Во минатата година биле откриени 58 случаи на криумчарење мигранти, а оваа година до август се забележани 49 случаи. Бројката на откриени мигранти лани е 891 лице, а до август годинава бројката изнесува 966 мигранти. Заедничката операција на Frontex со полицијата на Албанија во изминатиот период е многу активна во ловот на илегални мигранти на границата со Грција. Мигрантите, чиј број повторно бележи пораст, се уверени дека и покрај засилените контроли некако ќе стигнат до крајната дестинација – Западна Европа. Откако во темната ноќ ја минале албанско-грчката граница низ сувите планини во југоисточна Албанија, Хидаџа Салах и неговите сопатници се заслепени од фаровите на полицискиот автомобил. Мигрантите се надеваа дека ќе продолжат на запад кон Европската унија, но нивното патување е стопирано во оваа балканска држава. За сега. Повторно ќе се обидеме, вели Салах. Every single person of us have a special case. One of us wants to go there for a better life, the other wants to go there to provide a better future for their kids. Some of us go there for safety. Тој и другите, 8 мажи од Египет, се дел од зголемениот број мигранти кои патуваат преку јужниот дел на Балканот од Грција кон Албанија и Црнагора во обид да стигнат до Европската унија. Од мај нивните патувања станаа потешки, откако Европската унија испрати гранична патрола на Frontex за да помогне во контролата на албанската порозна граница од 350 километри со Грција. If they catch the migrants, they waiting with them, and then Albanians authorities arrive to the spot and take them away to the Kapštic police station for further investigation. Сиромашната и планинска земја стана клучна транзитна точка за мигрантите, уште откако северната рута низ Балканот беше затворена во почетокот на 2016 година.
Од тогаш трендот е видливо нагорен, вели Аида Хајнај, заменик генерален директор на албанската полиција. Mund të themi që ka një aktivizim të rrugëve të Ballkanit, po të shikojmë tendencën në rritje nga viti 2017 në 2018 dhe në 2019. Tendenca në rritje është e dukshme në krahasim me këto vite që unë ju thash, për faktin sepse kemi një mbyllje të rrugës së Ballkanit të Veriut, që është Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Hungaria. Новата рута се протега низ Албанија и Црна Гора, а понекогаш и Босна, во обид да стигна до Европската Унија преку Хрватска. Во изминативе 3 месеци во Албанија беа пресретнати 2310 мигранти, повеќе од двојно од 880 мигранти фатени во целата мината година. Салах се поврзал со своите сопатници во Турција и во Грција, каде што престојувале во преполнетиот камп Морија на островот Лесбос. Тоа беше полош од пеколо што го живеевме во нашите земји, вели 18-годишниот египтјанец, кој вели дека се вика Ахмед. Откако се обидоа да заработат пари на островот Крит како земјоделски работници, тие го започнаа своето патување пеш. Но тоа беше запрено по 15 километри во близина на Понарк, каде што полицијата ги однесе до локалната полициска станица. Таму тие веројатно ќе покренат барање за азил, не за да останат трајно во Албанија, туку да купат некое време пред да продолжат понатаму. Салах вели дека тие се уште не знаат во кој европски град би оделе, туку дека се надевот и ќе најдат подобар живот, поголема безбедност и живот со достоинство. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења и коментари во врска со мигрантските рути низ Балканот, како и со тоа дали Европа успева да се справува со овој проблем. Довидување.